Еве назад во студиото на утрински брифинг и во овој термин, во овој сегмент, кога вообичаено во четврток зборуваме за бизнисот, сега зборуваме за еден друг бизнис, шоу бизнис. А во шоу бизнисот има ново музичко здружение, Музика сега. За таа намена го вклучуваме председателот токму на здружението Трајко Таци Симоновски. Добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Да, господине Симоновски, ви благодарам за вклучувањето и на старт да ве прашам по што се разликува ова здружение од она веќе постоечкото ЗАМП? ЗАМП е Здружение за заштита на авторските права. Тоа значи на композиторите, тие што креираат музика. Ние сме здружение кое што во себе ги има и дел од композиторите, меѓутоа пред се изведувачите. Значи, правата на изведувачите зборуваме од оние условно кажано клубски свирки или кафански, па се до класичарите кои што настапуваат во опера и балет Филхармонија или Владко Стефановски и такви имиња. Мислам, се уште ние сферата на делување е доста јасна, у тој смисол дека сме професионално здружение, но разликата помеѓу претходно имаше едно друго здружение кое што всушност се уште постои, Здружение на естрадни уметници. Таму се беа практично членови не само музичари, туку и од музички работници, од други бранши исто така, кои што беа условно кажано во доменот на естрада. Така, пред да ве прашам за дел од музичките прашања, да ве прашам од каде ни се јавувате, од каде е ова ергела во позадина, гледам една убава слика, меѓутоа слика која што морам да ви кажам дека на камера малку ви го затемнува ликот. Така, ајде. Ама можеби вака ќе... Е вака подобро? Да, вака е малку подобро. Уште подобро ќе направиме вака. Сигурно. Меѓутоа пак ќе ви речам дека е некоја прекрасна ергела кај што сте во моментов. Ова е во населба Бардовци. Во населба која? Населба Бардовци или село Бардовци пред некое време. Така. Господине Симоновски, зошто беше неопходно формирањето на ова здружение? Дали ситуацијата со пандемијата можеби го наметнува тоа? Ситуацијата со пандемијата беше само еден условно кажано конструктивен момент, бидејќи во тој момент сите музичари во оваа земја беа здружени, сите немаа работа и да речеме беа унифицирани во своите потреби. Меѓутоа, ова здружение има многу подолгорочни цели, во смисол, јас уште 92-3 година во Загреб, тога живее во Загреб, студира ветерина, приметив, односно дознав или почувствав на своја кожа како функционира Хрватската глазбена унија, значи 92-3 година во време на војна. Нешто што откако се вратив тука свати дека кај нас не постои, дека не такво едно широко здружение кое што ќе ги постави работите на музичарите на повисоко рамниште, не постоеше кај нас. И ја немав никаков проблем со тоа, меѓутоа дојде време кога почнаме да сваќаме дека ние само губиме музичарите, стајани сме во сива зона, немаме апсолутно никакви гаранции, осигурувања, здравствено, социјално, освен ако самите не издвајаме и онака од оскудниот буџет. Така да едноставно потребата да се појави ова здружение си дојде природно. Веројатно и малку прекасно, односно покасно, но еве се трудиме. Така, ако прашам за музичките жанрови, всушност за творителите на музика кои што се дел од ова здружение, што ќе ми кажете? Во кој смисол не ве разбрав? Колку членови има, од кои музички жанрови доаѓаат? Членови во моментов имаме значи регистрирани, односно пријавени членови имаме околу 500. Со тоа што членарањата тоа се се музички работници. Да наплаќаме. Како? Тоа се се музички работници. Тоа се све музичари. Секој од прв до последен музичар, од повторно класичари, имиња во
како Еминџијан, не знам, Гоце Стевковски, кој што е председател на Сдруженијето на джез музичари, а исто при тоа работи во опера и балет, па преку профили како Петар Младеновски од Супер Хикс, луѓето кои што свират во Нокаут, јас кој што свирев со Тоше, Игор Џамбазов, Антонија, не знам, Гаро и така натаму. Па понатака се до оние луѓе кои што едноставно се бават со свадби и со такви свечености, условно кажано, така да диапазонот е доста широк. Нас жанровите не интересираат како жанрови, повеќе не интересира професионалниот аспект, значи позицијата во која што се наоѓаат членовите. И ако направите една генерална оценка за позицијата во која што се членовите на музика сега во оваа време на пандемија, кога често слушаме како музичарите се жалат дека се оставени на маргините, при тоа оние угостителски објекти кај што може да настапуваат, нели, работеа со скратени работни времиња, нема настапи, тогаш каква оценка би ми дали? Па видете, зборот што би го искористил е катастрофално, бидејќи е таква. Навистина луѓето има толку многу случаи каде што и сопруга се музичари, живееле од тоа и сега во моментов немаат апсолутно никакви примања. Така да таа помош што ја добивме од владата дојде одлично, навистина помогна, меѓутоа како да кажам, таа помош помогна да се закрепат досегашните дупки, а кризата и понатака продолжува. Така да се надеваме на добра соработка, добра понатамошна соработка со институциите. Што ме прашате друго, извинете? Да, пандемијата ќе заврши, господине Симоновски. Рековте дека се крпеа дупки кај музичарите. Меѓутоа, долгорочната цел на Сдруженијето? Долгорочната цел на ова здружение е, како и на другите музичарски здруженија од земјава, да се качиме еден или два чекори погоре во хиерархијата и да формираме една комора, така наречена, која што од сосема други позиции ќе може да влие на законите, да додава, менува, сугерира и знаете, конструктивно да делува за проблемите кои што нас музичарите не допираат секој ден. Така, и од своите продукти, од своите музички дела да доаѓа секако и заработката преку авторските права, претпоставувам. Да, тоа е едниот од аспектите, се разбира. Господине Симоновски, ви благодарам на одвоеното време, музика сега целосна поддршка. Еве од моја страна како денешен креатор на програмата Нутрински брифинг и се слушаме во некој од наредните изданија. Благодарам уште еднашка и пуштајте македонска музика, така можете да помогнете. Да, искрено да ви кажам, од кога е започната пандемијата од самиот старт, меѓутоа ние во Утрински брифинг и во првата сезона имавме паузите ни беа токму со македонска музика, исклучиво со македонска музика, тоа го правиме уште повеќе и во втората сезона и сега да ви кажам дека токму после овој разговор следува таква музичка пауза. Прекрасно, ви благодарам уште еднашка, поздрав до вашите слушатели. Ви благодарам.